Добар ви ден, драги наши пријатели на вкусот на традицијата. Голем поздрав ви испраќам од комплексот Златно буре Кучково. На само 20 на километри од центарот на градот Скопје, 20 на минути возење и веќе доаѓате во оазата на мирот, оазата на спокојот, на задоволствата. Значи, сите ваши задоволства ќе бидат исполнети токму овде. Прошетката по црквите и манастирите, пешачките патеки, за тие што се љубители кои што возат велосипед, семејни средби, ручеци, забави и така натаму, слободно обратете се во комплексот Златно буре Кучково и се ќе ви биде наредено. Сега е есен и време каде што почнуваа, значи вируси, заболувања и така натаму. Но ние имаме решение за вас, а тоа е една витаминска бомба, крем чорба од Целер. Значи, неа кога ќе ја направите, кога редовно ќе ја применувате во секојдневната исхрана, токму сега, во длабоката есен, на зима и така натаму, ќе бидете заштитени. Зошто? Затоа што треба да го зајакнуваме нашиот имунитет на природен начин. Ова е една од моите омилени чорби. Морам да ви кажам дека кога ја правам дома, не само што мојот дом мириса на Целер, туку и целата зграда мириса на Целер, но кому му е грижа за тоа? Битно е здравието, тоа што мириса, нека си мириса. Сега, драги мои, за да ја направите оваа чорба, вас ќе ви биде потребно една главица, тоест еден корен од Целер, неколку гранчиња од стебло и листови на целерот, еден морков, една мала главица брокола, една мала главица ќе ви треба карфил, затоа што токму сега баш ова го има на пазарите, една китка Макдонос, еден компир, малку ќе ви треба масло за јадење, малку буковец, лут, малку да налутнува, сол, неколку чешиња, 2-3 лук, бибер и мешан сув зеленчук. Се тоа кога ќе се свари, ќе го изблендираме и ќе направиме крем чорба, кој што ќе ја послужиме пред ручекот или може да ни биде убава, вкусна вечера. Доволно е 2 чини да изедете од оваа крем чорба и вие сте, што велат старите, на конј. Да преминеме на работа. И литар и половина вода, која што ја стави веднаш во тенџерето, го вклучи в шпоретот да почне да врие додека јас ги подготвувам зеленчуците кои што одат во чорбата. Значи, ова е екстремно голема главица од корен од Целер, но така и треба. Ние треба да имаме многу Целер. Доминацијата на вкусот е всушност на Целерот. Целерот е многу здрав и тој лекува и многу нешта што можеби и медицината не може да ги излекува. Да кажеме, го зајакнува имуниот систем на човекот. Понатаму ги средува проблемите со покачен холестерол, циркулација на крвта, регулирање на крвниот притисок, луѓето што имаат проблеми со дијабетес, значи многу нешта ни лекува. Понатаму за сите што имаат проблеми со бубрезите, работата на бубрезите. Затоа јадете Целер и ставајте го секаде каде што можете. Значи сега ќе сечеме парчиња да може побрзо да ни се свари, вака цели парчиња. Ги ставаме во водата.
Морковот претходно е измиен, само треба да го исчистам. И листот и стеблото од целерот се претходно измиени, само ќе ги насечкам на покрупни парчиња, затоа што сето ова оди после во блендер. Така. Сега го имаме компирот. Сега ќе ставиме брокола. Ова е малку поголема китка, но ќе ја ставам половина. А половина ќе искористам за некои од наредните емисии. Половина китка ќе ми биде сосем доволна. Ова ќе го оставам за уште еден комплет, ќе направам за уште една чорба. Затоа што може да направите огромна количина, ова и стои во фрижидер, нема никаков проблем, но зошто да не ми е свежа при наредното готвење. И една китка Макдонос би било прекрасно да ставите во оваа чорба. Литар и половина вода е сосем доволно да го свари овој зеленчук. И ќе го ставам Макдоносот. Овде ќе имав две китки, една китка е сосем доволно. Ќе ставам сега малку сол. Ќе го ставам лукчето. Ќе ставам бибер. Една кафена лажичка, да не стопли во овие студени денови. Малку ќе ставам мешан сув зеленчук и малку буковец лут, затоа што ја сакам оваа чорба да ми е лута. Дури понекогаш ставам и една лута пиперка, дали везена или како и да е. Е така. При крајот ќе додадам масло малку. Сега ќе оставам чорбата, тоест целиот зеленчук во оваа вода, да врие некаде околу 20 минути. Кога ќе поминат 20 минути, веќе ќе биде доволно сварен зеленчукот. Значи ќе го вадам малку по малку, ќе го ставам во блендер и ќе додадам уште можеби уште малку вода и повторно ќе оставам едно 5 минути само да проврие и ќе биде веќе подготвена за послужување.
Најбитно е во текот на ручекот, кога ќе ја послужите чорбата, да имате цеден лимон и да си додадете лимон во оваа крем чорба, која што е навистина атомска, витаминска помпа. Еве, драги наши пријатели, се е сварено и то совршено сварено. Ја исклучив ринглата за малку да скипне така, да не биде баш она вриење па веднаш во блендерот. И сега ќе ја изблендирам целата чорба, тоа е сите состојки ќе ги изблендирам и ќе ги префрлувам во друго тенџере. Малку по малку ќе ја завршам целата и потоа ќе оставам да проврие малку. Е така. Еве, сега ќе пуштам да се блендира. Добро. Каква ли чорба ќе биде ова, Еве. Тенџере полно здравје, полно здравје. Ај, вака ќе направам. Целер, компир, морков. Убавина. И ако треба, ќе доставам вода. Тоа ќе ни каже самата чорба. На крај, кога ќе бидам готова. Мислам дека на уште една тура и ќе биде готова. И нека има и вака Макдоновче. Малку или нема да го вратам назад. Да. Нека е вака. Ете така. Добро. Одлично. Повеќе нема да ми треба. Ајде да видим со една обична лашица да го извадам. Леле, колку е добро ова. Колку е добра. Може би ќе треба уште малку водичка да му додадам. Да, уште малку ќе му додадам. И ќе оставам чорбата да проврие додека јас ја поставам трпезата и баш вака да биде густа. Да. Гледате како она си е природно така густа поради присуството на компирот, на целерот. Сега ви додадов една чаша вода и таман. Мислам дека е одлично. Значи, немаме згуснувачи, немаме други
работи кои што се, ја велам, неприродни, се е природно внатре, а вие ќе добиете полна чинија здравје. Така. Нека проврие малку и готова е. Само ќе мора да меште, затоа што сега ова се е испасирано густо, да не ни загоре од оздола. Така. Ова е нешто прекрасно. Се гледаме на трпезата, драги мои. Вие останете со нас, а јас ќе ја послужам чорбата и ќе уживаме во залче од овој вкус. Ќе се изнасркаме. Да се подготвуваме за зимата. Мераци, не е беби папа, не се чудете, значи ова е најволшебната витаминска бомба. Погледнете. Како убаво чади. Погледнете. Леле, тоа е тоа што ми требаше. И секој ден ми требаат вакви чорби. Затоа што нашата работа е многу напорна, не се знае кога излегуваме од дома, кога се враќаме од дома. Мора да се грижиме за своето здравје. А ваква чорба, доколку би јаделе секој ден, јас мислам дека многу полесно ќе се справиме со предизвиците на денот. Имаме, затоа што сега ќе ни следува и главното јадење, шопска салата, пинџурчиња, макалциња. Но, моето внимание е токму на оваа витаминска чорба. Како можеше да биде толку убава? Не знам како можеше да биде волку убава. Да не можеш да престанеш, Драги мои, направете оваа чорба и уживајте. Сакате лимон, ставете и сакате оцет, сакате некоја лажичка кисело млеко или јогурт. Значи, ништо нема да иставам. Ова е повеќе од убаво. Ништо, само вака. Мирисот на целерот и на сите други зеленчуци внатре. Ова е една од најубавите крем чорби што сум ги правела и што сум ги јадала. Не можам да престанам, толку што е сладко. Драги мои, направете ова чорба, помогнете си себе си и на тие што ги сакате. Се гледаме во следната емисија Вкусот на традицијата со една прекрасна мисла. Вела дека со една убава насмевка лесно ќе го излажеш денот, но ноќта те чека да си ја платиш каматата на лагата. Тоа е тоа. Ве гушкам, ве сакам, се гледаме во следната емисија. Довидување.